Поштовани гледачи, добре дојдовте во контактната емисија Очи во очи на телевизија 24. Бугарија ја почна динамично годинава со денешното одржување на Советот за национална безбедност, на кој токму се разговара околу позициите на Бугарија спрема Македонија, а се со цел надминување на спорот. Додека ги очекуваме информациите, резултатите од таму, во исто време и кај нас динамично, имено вечерва се очекува во 18 и во 20 часот СДСМ на седници на извршниот и на Централниот одбор да ги утврди, односно ги представи кадровските решенија. Тоа е и денешната тема, се екипира полека новиот владин кабинет, вечерва ќе бидат познати кандидатите за новите министри, иако ова кандидати во превод, читајте го веќе новите, но да одиме по процедура. Кандидати се затоа и се представуваат, па ако има некој против да каже, како нели кога се склучува брак или нека молчи за секогаш, но како процедура треба помине, па еве затоа формално нека стои и кандидати. Но понатаму она што е интересно со оглед на тоа како почна годинава, релативно динамично, освен тоа што ќе ги дознаеме вечерва новите министри, лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски утре ќе го достави до собранието и предлогот за новиот владин кабинет и програмата, и до крајов на неделава треба да ја имаме веќе и новата влада, со оглед на тоа што и собранискиот спикер Талат Джафери потврди дека ќе ја закаже, односно всушност да, во еднина ќе ја закаже седницата, но 2 дена трае, на 15 и 16 јануари. Еве гледате, ја почнуваме годината со викенд работа, барем тие ќе работат. За нив очигледно и не важи она недела неработен ден. Така што значи некаде до 16 треба и изборот на новата влада да се заврши, односно вториот ден, 16 јануари, пред полноќ, пратениците да гласаат за нова влада. Може би дел од ваквата избрзаност е токму и најавата на посетата на бугарскиот председател на владата Петков веќе на 18 јануари, но како и да е, еве ја сега значи и другата страна, тоест нашата страна, формирањето на новата влада, што мислите, дали не очекуваат некакви изненадувања, некои новости и еве дали ако по денот се познава, ако по утрото денот се познава, дали по почетокот на годината или еве утрото на некој начин во оваа нова година се познава и каква ќе ни биде годината. Ветува ли нешто со други зборови, ете ваквиот почеток на годината. Динамично почнавме, барем од аспект на политичките случувања. Тоа би било тоа. 6091-924, 6091-925 се телефонските бројви. Добар ден за првиот гледач. Повелете. Добар ден, повелете. Да, се слушаме, повелете. Добар ден, господин Исо. Ве поздравувам, повелете. Еве, јас те поздравувам по втор пат Ете, денеска. се радувам. Мислам дека ме познаат по гласот. Како така да? Добро, ајде да ме поздравам тебе, да ги поздравам сите присутни на вашата телевизија. Како вообичаено, вовет во емисијава, така да, јас сум Браков, викат, рече ти Бракот. Како браковите што сега брзо се растураат, така и овие бракови што влада почнаа да се растураат. По така нема доверба, нема љубов. Знаеш, кога нема љубов, бракот зошто ти е? Нема потреба. Така е. Сега се добро, има и од интерес и така, нели така? Ама тоа интерес, на типираните имаат интерес, ама немаш важност како мас, така да сепак, така да кажам, почетоков така малце на стеан, меѓутоа, Јасно. види, владиниот кабинет пише, речи си знаеме некои министри, имаме некои податоци по социјални мрежи, по ова, така да се нема да коментирам кој каде како, бидејќи малку е времето, мислам дека владава сега, јас да ти кажам, можда не знаеш дека го почитував господин Зоран Заев, му ги сакав неговите политики, храброста и така натака, ако мислам дека нема лошо што го спомнувам, бидејќи се работи за кабинетот кој сега он треба да го предаде, више се предаде на Ковачевски. Ковачевски не ни е познат, така сега субо таа фан негова, она речија на Фейсбук. Откривање, да, негово откривање. Да. Значи сепак се запознават преку Фейсбук, иначе човекот така има капацитети, економијата му е добра страна, е професор по економски науки,
Така да мислам дека екипата ќе биде добра. Сега екипата е добра, ама 11 души кои играат футбол, 20 ако фалат и па клубот ќе изгуби утакмицата. Така да сакам да ти кажам сите добро што наговара, дека заговара, дека Така, ви благодарам. Ајде, веќе видиме и тоа многу брзо, затоа и веднаш гледате како тие брзо ги развиваат работите и ние уште понеделнички да ги фатиме со време, затоа што, еве, како вела модат работите, до крајот на неделава, и тоа викендот, веќе нова влада. Мораме да бидеме и ние експедитивни. Повелете, добар ден. Добар ден. Ве поздравувам, повелете. Како и да е, нова влада ќе има. Мухич, ти си добар водител, ама по некои работи сум ти кажувал и па ќе ти кажам, многу си мек да ти кажам мислам. Аха. Во 10 до 1 што почна емисијава, вртев, ама не можев да добијам. Борче се вика, може и ме слуша и нека ме слуша. Абе нека прекине, еве јас сум за да се прекинат договорите и разговорите со Бугарија и да застане за ова Европска унија, дали ќе влеземе или нема да влеземе. Не е битно, ние сме во Европска унија. Не е да заборави он да кажа во Арачиново не се фаќа струја и во Чаев не се фаќа струја. Абе срамота е. Ја него го прашувам и ако се јави да каже зашто од СДС побилал во ВМРО ДПМН. Само тоа сакам да каже јавно зашто од СДСМ помина во ВМРО ДПМН. Знам дека работа во Комерцијална банка, ама да каже во јавноста зошто поминал во ВМРО ДПМН. Не и ало. Да, ве слушам, да. Не е исто и тоа и да заборави првин Борчи и сите останати. Треба да размислат што водат политика. Политиката се води внатрешно тука, не со Бугарија. Бугарија е во Бугарија. Како може така да зборува во Чајри, во Арачиново не се плаќало струја? Да му е срам бе, да му се не види бе. Да му е срам во годините што ги има. Па дај први нека води рачун дека ние тука живееме заедно и Чајри, и Карпуш, и Центар, и сите граѓани на... Така. Да, ви благодарам. Не се тревожете, затоа што токму најдобар аргумент на нешто што е кажано е токму контрааргументот од лично искуство или онаа проверена информација која имате. Така да во оваа смисла, ако демантирате основано, најдобро е вие да демантирате, во смисла најголем ефект има. Било кој друг, или во случајов јас можам да кажам, еве, колку би се проверени, непроверени информациите, дека се плаќа или дека не се плаќа. Повеќе од тоа, не можам да кажам затоа што не можам да тврдам. Но ако сте вие директно засегнати и ги знаете, познавате приликите, излегувате со ваши аргументи, тоа е најдобриот, велам и, начин да се потврди и докаже нешто. Затоа и е битно да сте вклучени што повеќе. Инаку пак ниту би имало таа тежина, ниту има основа еден или, еве, во случајов јас да не знам, арбитрира дали е или не е, особено ако не ги познава работите. Така да, токму, велам, како го повикувате тој да потврди дека е така, еве исто така и вие тврдите дека не е така. Повелете, добар ден. Добар ден. Ве поздравувам, повелете. Абе, како добив одма да му одговорам, но он за мене зборува. Аха, за вас. Ете, не знаев. Добро. Е така. Прво, најдобро не сум ни со СДС, ни со ВМРО. Аха. Излегов штета една направија против ВМРО. Да го турниме злото, врагот да го турниме. Го турнавме врагот, дојде ѓаволот. И сега ни со тие зборувам реално. Што се однесува за Рачиново, не плаќа данок од имот. Пола милион евра државава им даде. Нека појди човекот да праша. Ја ништо нападне не зборувам од телевизија што слушам, што кажува реални податоци. Така да са приказки, ја не сум учен да кажувам. Пошто рече од Комерцијална банка, таму работев, точно е,
и јас имам зборувано за тоа и стално ќе зборувам она што го гледам. Сега гледам надвор снег врни. Не можам да речам е град или дош, снег е. Така зборувам. Што се однесуваат за владава нова што ја формираат. Не знам дали ќе трае месец-два, дали ќе издржи, затоа што кадри квалитетни ни еден нема. Ни еден. А бугарите начекаат точно вакви кадри, за да можат да играат оро со нас. И како сакаат да не вртат. Затоа што немаме способни луѓе. Тие ако беа способни ќе си застанеа прво да не лажат, прво народот свој ги излага, па понатака отида да лажат, тие све договориле и сега полека се испирцува договореното. Едно по едно отстапуваме. Тоа е проблемот. Проблемот е во нас. Ние како граѓани можеме да коментираме и да зборуваме. Проблемот, одговорноста кај тие што ја водат државата. Тие што лажат. Едно ќе кажат, друго прават. Така, ви благодарам, ве поздравувам со тоа што еве до некаде можеби ја разбирам реакцијата на претходниот гледач во смисла во која се генерализираат работите. Токму тука, да речеме, и влегуваме во на оној терен на паушална проценка. Така да без оглед дали станува збор за, не знам, кој како плаќа, не плаќа, дали данок, дали било што, токму и за да биде аргументирано, издржано и проверено е да се посочи, не знам, дали најмалку со одреден процент, да речеме, еве, според тоа и тоа истражување во таа општина, најголем процент е на неплаќачи во однос на друга, да речеме, каде што поголем процент се плаќачи и така натаму, отколку, ете, генерално, затоа што сигурно не е дека цела општина, не знам, не плаќа или нешто. Ова генерално го зборувам, иако е надвор од темата, токму за да немаме недоразбирање, туку да се вкрстат аргументите и да не доаѓа до меѓусебни обвинувања, туку напротив, разјаснување на ситуациите, на дилемите, недоумиците, токму со аргументи. Оној што тврди, нека тврди аргументирано, тој податок во толкав процент, така и така, и овој друг нека излезе со спротивни и така да дојдеме до вистината, а без меѓусебните обвинувања или обиди за дискредитација. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Да, вие сте, повелете. Добро што си ти, што ја водиш емисијава. Нема да бидам ништо нападен, од оваа влада ништо, но не би очекувал и не очекувам. Квалитет, изненадувања, трајност, било што вие? Ништо не очекувам, нити од Павле Трајанов, кој јас го посакувам да биде отворена листа, да пробаме и така во Македонија. Нешто, за да можам јас да си одберам квалитетни луѓе, како Таравари, како било кој, да речеме, и од ВМРО или СДС, сега да не потенцирам партии, да си одберам листа, само тоа не спасува. Единствено, што сигурен сум, ако 140 земји нас не признаја, вре човече, под уставно име, ако сакаше Америка под уставно име да не прими, никој ништо не ни можеше. Прво нас кожево ни го скрои Америка. И со Преспанскиот договор, и сега да го наречем така со бугарскиот. За мене бугарите ни најмалку не се криви. Кога видоа тие што ние отстапивме прима Грција, што ти тие да не бара? Абе, утре Србија те бара. Заду треба и Албанија сака сама да влези без да во Европска унија, што се во право. Дојдено е времето, реков, дојдено е времето да се разнебитиме како Македонија. Секоја чест за албанските партии. За мене секојаш велам председател Али Ахмети и Артан Груби премиер. Се друго е лук и вода. Дали гледате сега на четворицата алтернатива што му се нуди? Ја немам против ништо луѓето. Ништо немам против луѓето. Ако се способни, ќе гласам и за Албанец. Утре нека види Албанец председател. Ништо не ви смета. Ви благодарам, ве поздравувам. Го спомнавте Павле Трајанов, председател на Демократскиот сојуз. Па секако е битно да се спомне и тоа дека
ова екипирање не оди на идната новата влада не оди сосема мазно, имено токму малите партии се со условена поддршка за новата влада, имено бараат една изборна единица без изборен праг и токму Павле Трајанов како услов за нивниот глас тоа и го посочи. Значи, една изборна единица без изборен праг и тоа од следните парламентарни избори. Па еве и како информација. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Се слушаме, да, повелете. Така. На помош годинава Господ лошо да не чува. Ете, и да. од луѓе што ни познаваа работите, кажува по телевизиве. Јас ќе бидам многу краток, само 2-3 збора ќе кажам приведејќи до сегашни соговорници, нешто така значително, кажува се тоа во негативо, кажува и така натака. Јас сега мислам од утре натаки да се прата телевизиве и мислам за нови министри, најмеродавни ќе бида под паролите од ВМРО Стојуковски и Димчев. Тие што ќе кажа, за секого тие зна и ќе му најда опашки, еден куп и така натаки, и така натаки. Значи, утре обавезно да се ви слушаат тие и ќе ни каже што е како е. Поздрав и сте него. Благодарам се, кој е добро. Добар ден, повелете. Добар ден, Исо. Еве сме, во програма сте, повелете. Од Прилеп се јавувам. Аха, добре дојдовте, повелете. Видете вака, нема повеќе што да очекува македонскиот народ. Те додека нема здружување на ВМРО и СДС или отворена листа за гласање, ова вака ќе се случува. Зошто? Дојде ВМРО на власт, јас немам против албанските партии ништо и му честитам што се единствени. Дали гледате како Али Ахмети на алтернатива му нареди и така ќе биде. Ама се подпишале. За ним не вреди. За ним по секој начин ги гледаат овие две слаби партии ВМРО и СДС и си терат и ќе си направат голема Албанија. И му честитам заради тоа. Секоја чест. Компактни се и ќе размислам дали треба да се пишам веќе навреме во ДУИ или било која албанска партија. Од нас македонците не очекувам ништо, иако сум прилепчанец. Нема никаква врска и со. Крај е за Македонија. Не ни е никој крив, ни Бугарија, ни Грција, Америка, ни го скрои кожупчето. Таја помага да биде голема Албанија и тоа ќе се оствари. 140 земји не призна, а денеска, замислете, Америка ни го менува името, а никој немаше да и речи ништо ако не подуставно таја не примеше. Таја кожуво ни го скрои нас македонците и останатите националности. Поздрав. Ви благодарам, ве поздравувам и се надевам дека ќе имаме, тоест дека ќе има се уште прилика да ве демантираат во позитивна смисла, дека ќе испадне поинаку. Мислам за доброто на сите. Ќе видиме, ајде, тука сме. Добар ден, повелете. Добар ден. Се слушаме, повелете. Работата е едноставна. Или луѓе во се слепи, не гледаат или се прават наудрени. Значи, ова нова влада посакувам да биде независна од диригентската палка на калето. Кажа и предходниот. Американците не ни мислат добро на македонците, сакаат голема Албанија, тоа е приказката. И сега целата церемонија е со овие договори Охридски, не знам, Преспански, па сега со бугариве, сето тоа е да се обезличиме и после признавање на Косово, ова цела територија доди во голема Албанија. Тоа е приказката. Нема што овако друго да кажуваме. Тоа е реалноста. Нека се јави некој, нека докаже дека не е така. Посакувам оваа влада да биде за народот. Што треба да направи? Стопирање на Преспанскиот договор. За внатрешна употреба Северна Македонија ќе користиме откако ќе влеземе во Европска унија. Тоа значи на свети никад. Значи Европска унија не сака. Идејата е да не уништат како православен народ македонците, да не постоиме. Тоа е целата игранка што ја прават тие глобалисти, сатанисти на чело со Франција, Германија, Англија и Америка. Тоа е целата приказна. Потоа со бугарите да прекинеме секакви договори.
јасно да се каже и гласно. Од секоја сме биле македонци, не сме биле бугари, ова е македонски, а не бугарски јазик. И ако ви чини, ако не, на здравие. И паралелно да се отворат кинески фабрики, кинезите да им дадат услови да се отворат во секој град фабрики. Тоа ќе ги реши сите проблеми на Македонија. Ќе го покачи стандардот, ќе има вработеност и конечно овој народ ќе живее нормално. Така, благодараме те, истече времето, ве поздравувам. Повелете, добар ден. Ало? Се слушаме, повелете. Диме од Скопје, голем човеку, Исо. Повелете, да. Јас сум малку помалку човек, Диме, и да направиме малце шега. Вие сте Исо, јас сум Диме. Сега, вас некој да нарече мек човек, јас сум па со меко срце, да ви кажам, многу ми е мака. Прво да се пофалам, Зорава, со серијалот Преспав, се изнаиграв со внуци, танго игравме валц со жена ми, ама со маски. Знаете како бидуе тоа. Мора да, иако сме дома, нели? Мала шега. Него видете, знаете што е лошо во се тоа? Ние збориме се и се што на нешто што уште не е дојдено. И си даваме за право сега да имаме ваков онаков коментар. Така да, треба да бидеме трпеливи. Јас сега единствено, ова што реков меко срце, сум разочаран што не добив, како да кажам, возврат на честитка од Дорис Драговиќ. И тоа малце ме разочара, да ви кажам, не знам како ќе ја терам годинава. Иначе во врска со новава влада, така да ја кажа, може би и глупаво ова што ќе го кажам, али Господ слуша, жива вистина. Јас со идниот премиер Димитар Ковачевски се познавам благодарение на неговото синче. Оти со мојот внук играат во исти фудбалски клуб. Замислете за нова година и за Божи. Му праќам честитка. Што е големината? Човеков е сега во една еуфорија на работа, он ми возвраќа со двете честитки. И за тоа имам надеж во него. Значи, владава ќе ја води човек кој што ќе треба само малку да е поостар и построг и ќе не биде. Благодарам и пријатно. Благодарам и јас ве поздравувам. Нема честитка од Дорис Драговиќ како што спомнавте, но има галеби. И тие се добар предзнак. Оние кои не следат ќе знаат за што станува збор, секако за убав предзнак добар. Имено и во емисијата во тек. Токму на тоа и ни посочи гледачот што току го искористи своето време. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ве поздравувам, повелете. Поздрав до телевизија и до телевизија 4. Благодарам, ве поздравувам јас. Ова тема што ви е наставена на екранот е многу едноставно, реално ставена, затоа што новата влада носи нови луѓе, нови перспективи во иднина, тоа скептиците кај нас во Република Северна Македонија, што зборуваат дека ќе биде голема Албанија, тоа некој ги тера да го зборуваат. Иначе, ние сме биле 5,5 века под турско, па не сме станале турци, сме останале македонци. Ова тло овде на Македонија е македонско и ќе биде македонско. А тоа што кажува дека некој обезличил Македонија, не е вистина. Дали му беше порано ним поубаво да се вика поранеша Југословенска република Македонија или сега да се вика Република Северна Македонија, не е Македонија обезличена. Македонија има свој јазик, своја култура, својо писмо. И тоа е меѓународно признато. Ние, да, признати беме од 140 земји, ама не беме признати меѓународно. Тоа не го знаат луѓето кои не го познаваат меѓународното право. Не го знаат. Без разлика ти што им признае мене, али не су меѓународно признат. Затоа ова влада ќе продолжи по истите тие колосеци каде што одеше Зоран Заев, за да влеземе и во Европска заедница, како што влегуваме во НАТО структурите, така истиот ќе ги изодиме и на некој начин ќе ги допринесеме на Република Северна Македонија да стане членка на Европска заедница, со тоа што економијата, стопанството, политиките ќе се кружат во Европската заедница. Затоа ние сме
работиме и ќе работиме понатаму за оваа држава да се остане во Европа, а не да оди во, не знам, во Кина, во Русија и така натаму. Ве поздравувам, многу поздрав. Така и јас ве поздравувам, како што спомнавте, оваа земја има држава се едно свој јазик, култура, писмо, еве ќе додадам идентитет, нација и така натаму. Токму тука е и можеби и суштината на темата, дали новата влада токму и ќе остане на овие вредности како императив, дали ќе биде доволно силна, дали ќе се бори под наводници секако, не во вистинска смисла, иако дури и во вистинска, ако затреба, нели? Но во она одбрамбена, не агресивна. Така да тоа е суштината и тоа се врзани садови, две врзани работи. Зошто е, не знам, влада ако ја нема суштината, ако нема зад себе ништо, ако го нема идентитетот? За кого е? Мислам, то така може секој да си направи. Јас, вие си правиме влада и да си играме нешто така. И ова да го наречеме наша влада. Но може само го наречеме, нема суштина. Затоа велам, директна е врската, токму помеѓу она што е носечкото на државата. Јазик, нација, идентитет, култура, традиција, историја и така натаму, да не ги редам. И ако ги сочува, тогаш и е влада на таа држава. Ако не, тогаш и некоја друга влада ќе си биде, па и некоја друга држава. Затоа велам, токму двете работи се и тоа како поврзани, и тоа е и поентата на темата, што може да очекуваме. Повелете, добар ден. Исо, добар ден. Се слушаме, да, во програма сте за многу години, повелете. Па вака моето мислење. Кој го составува владиниот кабинет? Не го составува мандатарот. Прво, по етничка линија, па партиска линија, па Заев што ќе му каже. И овој кабинет, едини мандатор, да. Што бил, мандатар. Што одбил да биде Петар Гошев, што не сакаше да му составуваат министри. И иначе ова е се под клуч. Партиски клуч, етнички клуч, национален клуч. И пред тоа сум ти кажал дека од сите овие партии, од СДС, од ВМРО, од ДУИ, од сите да има некое медицинско лице, најубавото да му го влече од сите. Еден здрав човек не може да се остане. А Македонија, ко Македонија, предходниот гледач што збореше, обезличена е. Прво изградена. Што има ние државно и обштественост денеска? Се е ограбено, се е продадено. И сега више уште да не го земат македонизмот, да не го земат идентитетот, да не знам уште што треба да ни земат. Не знам вака до кај ќе иде. Голема криза. Народот едноставно треба да им каже, да ги шутне на овие партии. На овие три партии, абе со клоци, да ги изшутира и тоа убаво да ги шутира. Оваа емисија е на клиенти поиш. На клиенти од сите партии. Знаеш, они се јавуваат кај што имаат интерес. И тука баш емисијата не ја прави баш здрава емисијава, не реална. Тоа сакам. Го поздравувам гледачот од Карпови што се јави најобјективен. И со поздрав голем. Благодарам, добро, но затоа еве сите вие ја правите, еве потрудете се, особено ако сте од оние кои ја следат, а мислите дека постои некаков дисбаланс кој вие би го поправиле, токму направете го тоа со вашето јавување и сменете го, како што да речеме тоа го прават оние кои се јавуваат, а да речеме не ви се по мерка по волја. Затоа велам, бете, сменете го тоа, јавете се и како и да е, го гледаме она што е реалноста или на некој начин еден одсечок од она што е реалноста. Повелете, добар ден. Добар ден. Се слушаме, повелете да. Тој што не ја гледа бедотијава македонска е душман на Македонија. Значи, тој не мисли убаво на Македонија. Пред малку, што не сакам да го слушам тој гледач, зашто толку запален зборува и спомнува само Северна Македонија и дека Македонија све било во ред во Македонија. Хаман те бре, луѓе, Македонија е најниското ниво во сите погледи на живењето е донесена, а било убаво Македонија.
Таквите луѓе, нажалост, во Македонија ги има многу. Тие се издајници, изроди на Македонија. Мора тој избор да јас да го употребам. Иначе Македонија и ова делче што ни остана од Македонија, а и македонството, ако сакаме да го спасиме, ни треба сосема ново. А тоа се вика чисто на морално ниво. Со таква основа се може напред со работење и знаење. А сето тоа 30 години го немавме. Пусто ја направивме од Македонија од мамине крадини. Жива срамота бедотија. Срам да ни е на сите. А и мене, што јас ова го зборувам. Ништо ние не направивме за Македонија. Само бла, 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 бла. И се пенет луѓе дека све е било во ред во Македонија. А ништо не е во ред со Македонија. Благодарам. Благодарам, ве поздравувам. Добар ден, повелете. Да, добар ден. Се слушаме, да. Би сакал да се надоврзам, односно на еден вид реплика. Така. А што е тоа што би требало да биде направено? Толку влади се сменија, ниједна влада, ама баш ниједна не направи нешто значајно во Македонија. Мислам, нешто битно за Македонија. Меѓутоа, не знам зашто се критикува претходниот, што рече Северна. Аспарух. Северна, некаква мораме да бидиме. Не можеме да бидеме Македонија. Македонија е географски поим. Тоа на сите нека му биде јасно. Значи, сепак сме некој и нешто. Не сме ништо. Значи, не сме некоја играчка со која што може некој вака да нарекува, онака да дефинитивно вака е заведена и во Уставо, и во Обединетите нации, и со јазик, и со сите работи. Сега владата. Значи, мислите како политички субјект, наспротив на географски, ние сме политички субјект, таков, и тачка. Сега, владата. Сега владата има и доста непознати личности, некои се познати, некои се непознати, мислам, за поширокиот круг. Иначе сите се спомнати, сите што се спомнати, сите биле во некој што само, било како, меѓутоа се некој отпрвен почнуваат сега во власта да влегуваат. Не можам да речам нешто конкретно за луѓето, некои луѓе знаат да работат, меѓутоа, што би било сега, кога кои луѓе од опозицијата би ги ставиле во ова влада? Например, во ова влада, нека добие опозицијата и кои луѓе ќе стави тука? Така, ви благодарам, ве поздравувам. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, да, се слушаме. Значи, што новава влада, како беше, симни се еден, седни други, ајде наречам, Мурто и Курто се менјаат, да ми се изразам така, меѓутоа генерално и не се симнуваат, и ротираат хоризонтално од едно на друго. Па досно, буквално сакам да го кажам, меѓутоа знаеме како иде, така да малку и да се нашалиме. Алузијата, да. Све ни е катастрофа, така да ја не знам, еве Шекеринска си оди, меѓутоа бомбона бизнисот на Шекеринска сега треба сите да одиме кај Шекеринска и да ја прашаме за тој бомбона не иде бизнис. Делата остануваат, гледате. Па да, делата секој пат, тоа со години и под поколение си иде натака. Тоа си останува. Меѓутоа да ја прашаме тој бомбона бизнис, што правиме сега ние? Ајде нека наоѓа чаре. Она рече кога ќе дојде СДС на власт, за 6 месеци ќе влеземе во Европска унија. Каде се тие 6 месеци? Мислам, толку лаги, не сакам да употребувам ваков збор, меѓутоа не можам невистини, ајде да речам, меѓутоа стварно е срамота и ајде срамота не е. Тоа е дипломатија, дипломат се знае дека може невистини работи да збори, да го врти народот како сака и така. Меѓутоа ова е срамота што се прави на народот. Мислам, греот е, ајде срамота да нема, стварно е голем грев. Значи, и слушам сега, па како може овој новиот што е мандатар, слушам преска са бајле, не знам колку пари, вилушки, ножеви, кристални чаши во влада,
Па дофробе луѓе, на оваа сиромаштија луѓево немат леп да јадат. Па како не му е грев да пие таа кристална чаша таму што кошта 10 евра или не знам колку. Па ова е невидена срамота. Па од каде они заработуваат? Значи ја не можам да сватам од каде заработуваат. Значи чека некој работник да заработи па да му даде него за да може он да се луксузира. Ја не знам дали они размислуваат. Ви благодарам, ве поздравувам. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Еве сме, да, Ќе се бидам слушам. краток. Ајде. Само 2 минути ќе ти земам. Секако повелете. Ќе се надоврзам на гледачкава. Аха. Многу убаво кажа. Знаете, кога друг купува на туѓа сметка, не кристи златни чаши. Па кралевите, царевите порано се од златни чаши пиеле, од златни тањири јаделе. Затоа е Македонија сиромашна. Другари, јас ќе ве поздравам од сите 3 партии. Навивајте за вашите лидери, а не гледајте да живеете подобро. Лидерите у густото ќе си побегнат како глувчине што бегаат од бродот што тоне. Гледате ли денеска на вести? Бивша премиерка на Мјармар, 4 години осудена, а треба да се суди за уште други дела што може ќе достигне и до 100 години. Кој наш премиер или председател е суден? Затоа што правиме вака ќе живееме сиромашки, а некој ќе пие од златни чаши, се вози во возило кај што ќе може изодниците да ги топат и така е. Исо, јас сум бравар. Можам ли космонаут да бидам? Што сакам да кажам? Бил министер на овој ресор. Од тука прешол на друг ресор министер, па на трет. Шекеринска каква врска има со војската, што ја ставаат министер? Министер на војска треба да се стави генерал, со искуство, кој што знае што треба, а не да шета и само да се фали, ние сме во НАТО. Во НАТО, бато. Исо, ќе те Ве поздравувам и јас. Имаше еден кој што на прашањето дали знае да свири армоника, одговараше, па не знам, можеби, не сум пробал. Па така еве веројатно и тие, можеби не се нашле да пробаат едно, ако не функционира друго место раководно и така натаму. Повелете, добар ден. Ало? Да, се слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Па сега што очекувам од новата влада не можам да кажам, затоа што уште ги нема точно извадено сите имена на министрите. Тоа се спекулации, кој ќе биде, како ќе биде, мада лично по моje Маричич не сакав да биде нигде. И Оливер не сакав, али сега не можам да спекулирам, ќе ја видиме листата. Толку па негативни да видиме дека Македонија е готова, дека не постои, и тоа не ми се допаѓа лично мене, не сакам никого да увредам. Косово никогаш од Србија нема да биде признаено, тоа е да им е јасно, дека Србија во воздух ќе дигне народот ако Вучич дозволи да се признае. Вучич седи на 2 ноде, едната му е кон Трамп, другата му е кон ова Обиов. Како се викаше, не знам. На кого мислите? На Џо Бајден мислите? Да, на Бајден. Он седи на 2 ноде. Он донесе во Кина доста, меѓутоа народот сега протестира, не сакаме кинези. Зошто не ги сакат кинезите, не знам. Во врска со Бугарија по кој услов влезе? По никаков. Притиска Русија. Цело време Русија притиска за да не влеземе, зошто? За да намали улогата на ЕУ и НАТО. А плюс тоа сега ова ваши гости го кажува на ваша телевизија, ја редовно ги пратам. Значи, Орце Камчев требаше да биде конзул во Бугарија. Можда се лути и за тоа. Значи, затоа нас не така збора за нас. За нов... Така, ви благодарам, ве поздравувам, повелете. Добар ден.
Добар ден, Раде Василевич. Да, се слушаме, повелете. Овак, Македонија 30 години независна држава. 30 години повеќе партиски систем. Видовме што донесе овој повеќе партиски систем. Ни педа не мрдавме напред, а многу наназад се вратишме. Затоа на самиот почеток од независност требаше да се извади авторитетен човек со цврста рака, кој што ќе ја пове државата кон подобро утре. Или се додека не се создадаа услови за повеќе партиски систем. За жал не се направи така, затоа сега се препоцаваат сите едни со други, мојот е подобар или мојата партија е подобра и така натаму. Еве сега на новиот мандатар. Ковачевски е одличен човек, посебно за финансија експерт. Тој човек да дојдеше на владата како независен кандидат, како експерт, многу повеќе ќе помогнеше, да ја води владата, него ли како партиски човек, плюс како председател на партија на Социјалдемократски сојуз, ставен да биде мандатар. И овдека партиите ги кочат нашите експерти. Партиите се мешат во работата на премиерите, на председателите, во работата на министрите, замениците. Коченици за нашето напредување се партиите. Нашата партија да биде, другата е неспособна и готова. Затоа на почетокот реков, ај прво требаше човек со цврста рак, се задат услови, па после да имаме повеќе партиски систем. Вака ќе одеме во недоглед. Сакам да одговарам на пријател што рече дека голема Албанија. Никогаш. Ова ви гарантира дека никогаш нема да се направи овдека на Западен Балкан голема Албанија. Затоа што тоа самата Албанија не го сака. Не знам дали не слушаат дека нивните повеќе партиски лидери не сакаат никој со Косово да бидат споени. Сакаат да се работуваат едни со други непречен. А една држава не. Башка нивен премиер, Башка нивен председател, се побашка да се биде. Фала многу и пријатно. Благодарам и јас све поздравувам. Повелете. Добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Ево кај моето мислење да кажам. Значи, како ги работи новата влада, може да се види уште на почетокот дали ќе субвенционира тајкуните од државава, кои што се жалат на многу поскапените енергенси. Дали се уште ќе мижи пред крадењето на струја, кој како стигне од држава не е санкциониран. Дали оние кои што сега се жалат дека немаат парно, посебно бутел, чај, Топанско поле таму, имаат неплатено сметки, исто како некои што не плаќаат струја, па не можат да си купат енергенс за топлување, за топланите. И доколку сето тоа тргне во тој правец, не гледам воопшто дека оваа влада ќе работи во интерес на вистинските граѓани, оние честите кои што плаќаат данок и тите сметки. А посебно ме разочара денеска информацијата за набавка на тие нови тенџериња, лонци, чаши и све, таму, за владата. Па таму слушнав дека коштаат по 200-300 денари и повеќе една чаша, кристална. Мислам дека можеби ќе се засркнат ако купат од продавница обични чаши од 10, 20, 30 денари, нели? Да не случајно ги фати грло. Па им посакувам со новиот ова да ги фати пролив една година, да не може да се олечат од тоа што ќе јадат од тие скапите садови. Нека ми постат. Да, но и немојте така, како велат она, па после по ваша глава може да се врати. Во која смисла? Ако е така, па потоа сребрни може да порачаат пехариот и тие нели го разложуваат отровот и така натаму, токму за да не се случи нешто тоа, да се излекуваат и тогаш нема крај. Колку па ќе чини ако сребро се порачува. Така да, кој ќе видите, може да се сврти, па пак овај по глава на народот или она веќе видено народот секогаш нели плаќа. Најмногу пари фрла оној кој ги нема. Мислам фрла условно, мора да ги најде и да плати се што треба да плати. За данокот од кој потоа треба да се одржува куќата, државата. Добар ден, повелете. Јас повторно само сакам да повелете, добро. На овој
што насловува другари. Аха. Пријателот Војше. Па види вака, треба да му е јасно, јас знам еднаш, веќе се кажа, кој може да биде министер за одбрана. Не сме биде активно воено лице. Тука е цела работа. Значи не сме да биде полковник таму и што ти ја знам, генерал. Значи мора да биде цивилно лице. А имавме веќе вакви ситуации, ако се сеќавате, беше... Па ние имавме еднаш, имавме ситуација со Дамјански, ми се чини. Да, сега ме подсетивте, да. Да, имавме ситуација, меѓутоа, му, мора да биде цивилно лице, мора да биде министер за одбрана. Не може да биде активно воено лице. Мислам, или... Ете, може да биде пензионисано. Ама активно во никој случај. Така. Хвала Богу дека активните воени лица подобре ја познават раната од онај што ќе биде министер за одбрана, правникот или економистот, што ти ја знам што ќе биде, таму не само ќе го стават, тоа е работа на мандатарот, меѓутоа воено лице, активно воено лице во никој случај. Толку од мене. Да, ви благодарам, ве поздравувам. Всушност и тие позиции министри и така натаму, не знам, генерален секретар и така натаму што и да е, се административни позиции. Министер за одбрана не само дека не е способен, не може да очекувате од него да предводи, не знам, единица за брзи интервенции, командос и така натаму. Тоа е административна позиција, значи треба логистика, стратегија и слично. Имаме ли време? Добар ден, повелете. Добар ден, ако имаме уште некого, повелете. Просто едноставно казано, на Запад се предвидува цивилна контрола на армијата и готово, завршена работа. Значи цивилна контрола мора. Што се однесува за пријателот од Карпуш за кинеските инвестиции. Лининг фабриката во Србија. Вучич ќе даде 70 милиона кредити и 10 хектара на трајно користење. Па зато се го мислите, да, добро. Да, Линлонг, 70 милиона. Што се однесува за кај нас. Ако оваа година владата подели 2 пати покачување на пензиите по 1000, ќе разговараме другата година какво е владата и каков е мандатарот. Толку пријатно. Ви благодарам, ве поздравувам. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, повелете. Ти се јавам заради Јан да сакам да направам некоја вака мала шала. Се јавуваат луѓе што се нервираат кога Аспарух ќе кажува Северна Македонија. Ние знаеме колку луѓе искочивме, 1/3 од Македонија и големиот дел од македонците не гласавме да се смени името. Аспарух е таков човек и не треба да му се љутат. Јас порачав овие, како се вика, таблети против идиотизам да се однесат тука вадарци. Мене ми кажава дека он земал една таблета, меѓутоа очигледно дека не му делува. И продолжува он не е свесен дека со тоа што кажува дека сме Северна Македонија, северно македонци, не е свесен дека 70% од македонците ги навредува. Он не е свесен за тоа. И сега јас сакам да му кажам, нека оди на мој рачун, нека земе уште една таблета и нека не ја пие како што ја земал таа да се напие со сок, него треба да земе сега оваа, како се вика, таблета, да ја стави во задникот, може би од молам, добро, исклучете гледачот, навистина, ве молам, па немојте да ги коментирате другите, камо ли уште така навредливо, нема никаква смисла и ете, колку што е некој и срам и гордост за себе подеднакво може да биде и секој за себе, така да оставете му секој нека си го носи на своето што го кажал, нека проценат другите, така да и тоа ќе видиме дали е кристал или сребро од кое пијат, да видиме дали ќе го заслужат тоа, ќе ги паметиме по она што го направиле подеднакво долго и ако се подобри и по лоши дела. А клучно е да направат навистина нешто добро и за државата и за народот. И тие и сите ние. Ви посакуваме топла вечер и духовно, но и вистински со топли радиатори или како и да се затоплувате со оглед на тоа што еве снегот ни навестува и студена ноќ, особено и во
предстојните денови од неделава. Затоа ево останете со телевизија 24, а ние се гледаме повторно утре во емисијата во тек. Довидување.